Почитувани граѓани на Берово, добро вечер. Добро вечер за членовите, симпатизерите и поддржувачите на најголемата коалиција за подобра Македонија. Добро вечер, Македонијо. Добро вечер за сегашниот и за идниот претседател на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов. Почитувани пријатели, имам обврска да ви ги пренесам срдечните поздрави од председателот на Социјалистичката партија на Македонија, Љубисав Иванов Зинго, ваш искрен пријател, кој денес од разбирливи причини е спречен да биде дел од нас. Почитуван професоре Ѓорги Иванов, ние во Социјалистичката партија на Македонија со особено задоволство ја примивме вашата одлука да ја прифатите кандидатурата за нов избор за председател на Република Македонија како одраз на силната поддршка од голем број интелектуалци, работници, граѓани и земјоделци. Затоа што сметаме дека е тоа најдобриот начин да продолжи со работа тандемот Иванов-Груевски, затоа што во изминатиот период со вашата поддршка владата на Република Македонија оствари вистински препород во стопанството, во спроведување на реформите и политиките за економски разброј и унапредување на македонското земјоделство. Почитувани присутни, да подсетам дека од 2006 година се води политика со која се постигнати високи резултати во развојот на државата, чии основи произлегуваат од програмите со реализација на конкретни проекти, за што преку силната поддршка во нивното спроведување голема заслуга има нашиот претседател Ѓорѓе Иванов. Затоа денес сме со него, со човекот кој сите вие многу добро го познавате, почитуван и човек со висок морал и одговорност. Со неговото мото државата пред се, Македонија пред се, и со неговото непосредно учество во градење на држава во која граѓаните ја остваруваат слободата и ја уживаат безбедноста, председателот Ѓорѓе Иванов е најблисок до вас, граѓаните. Човек кој не сплотува сите нас, сите граѓани во Република Македонија. Сите ние се уверивме во неговата честност и одговорност како човек кој ги сподели
земјоделскиот труд и трудот на сите нас. Потребно е сите масовно да излеземе и да гласаме на 13 април, да се одлучиме за принципи, за мудрост и знање, за дела и работливост, за посветеност, да се одлучиме за делот од нас, да гласаме за број 1, затоа што е прв, затоа што е единствен и затоа што е наш, македонски, на сите. Драги мои, на Ѓорги Иванов му е потребна довербата да ги продолжи делата со владата на Република Македонија, заедно со сите нас, со сите граѓани во Република Македонија. Ве повикувам на 13 април, сите единствени, сплотени, да гласаме за Ѓорге Иванов, за нов претседател на Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живее БРО, да живее Социјалистичката партија на Македонија, да живее ВМРО-ДПМН, да живее Коалицијата за подобра Македонија, да живее Република Македонија.